Festas ao luar, eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar, e até sorrir, e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você. Meu sabia, meu violão, uma colher de solução, ficou pra machucar meu coração. Ова идеја носиме во кинотеката повеќе години и еве денеска решивме да направиме една тест проба. Според посетата гледам успешна, а ќе видиме како ќе заврши во однос на техничкиот дел. Решивме, затоа што сме ние кинотека, да измешаме повеќе филмски носачи. Имаме првиот филм што ќе го гледаме ќе биде на 35 мм филмска лента. Се работи за првите филмови на браќата Лимиер, кои што се прикажани во декември 1895 година во Гран Кафе во Париз. И тоа е всушност почетокот на филмската уметност. Ќе продолжиме со еден значаен филм од ерата на немиот филм. Тоа е Кабинетот на доктор Калигари, првиот представник на германскиот експресионизам. Се надевам дека ќе уживате во проекцијата. Се обидовме да направиме проекција од 16 мм филмска лента, меѓутоа филмската лента си е добра, ама машините со кои што требаше да ја извршиме проекцијата, ниедна од нив не ги задоволи техничките перформанси. Меѓутоа ќе видиме еден краток 16 мм филм од Мелиес, родоначалникот на играниот филм. Се работи за филмот Патувањето на месечината, сигурно сите сте слушнали и сте виделе некои инсерти од него. Значи тој филм го гледаме на 16 мм. Потоа ќе завршиме со Македонска крвава свадба. Зашто го избравме Македонска крвава свадба? Уствари јас инсистирав на Македонска крвава свадба, затоа што пред 40 години и кусур и повеќе, кога бев дете, во истата оваа зграда, во истата киносала, која што и сега ја користиме и каде што имаме редовни филмски проекции, кои што започнуваат оваа сезона од утре. Доаѓав тука и се прикажуваат такви филмови, значи Македонска крвава свадба, Тарзан и жените леопарди, Бошко Буха и слични филмови, и тоа ми остана овака во моето сеќавање и мислев дека ете и како еден респект и почит кон оваа зграда овде, низ која што поминале многу луѓе, е добро да го пуштиме и филмот Македонска крвава свадба. Се надевам дека вечерва ќе уживате, а низ првата проекција, односно проекцијата на филмовите од браќата Лимиер, кои што се без звук,
ќе ве води и нешто повеќе ќе ви раскаже за браќата Лимиер и за самата филмска уметност мојот колега доктор Атанас Чубовски, кој што се надевам дека е тука. Еве го, Атанас е тука. Фала ви многу на сите што дојдовте. Добро вечер и од мене. Ред е ова наша прва проекција во кинотеката на Отворено, да ја почнеме со двајцата браќа кои ја започнаа всушност историјата на кинематографијата, браќата Лимиер. Пред да почнеме со проекцијата, ќе ви кажам неколку збора како во овој во филмовите, а потоа ќе ја оставам да уживате со придружни коментари. Кои биле двајцата браќата Лимиер? Луи и Огист Лимиер. Значи, тие се пронаѓачи на апаратот кинематограф, кој ја овозможи првата проекција во 1895 година во Париз. Но нивниот пронедок има и своја предисторија. Именно двајцата браќа и Огист и Луи, како што тоа е случај со браќата, имале различни карактери. Постариот Огист бил посветен на науката, додека помладиот Луи се интересирал претежно за уметноста, за фотографијата, но биле двајцата добро технички образовани. Причина за тоа било што нивниот татко Антоан Лимиер бил фотограф и сликар, имал свое фотографско ателје во Лион, каде што живее семејството Лимиер. Токму таму двајцата браќа и таткото работеле на полето на фотографијата, изнаоѓајќи разни патенти кои ги усовршувале таа уметност во тоа време актуелна во светот. И двајцата браќа и Луи и Огист решиле во 1894 година, значи една година пред првата проекција, да отворат фабрика за производство на фотографски материјали, хартии и фотографски плочи во Ливан. Паралелно со тоа се занимавале и со истражување на можностите што ги нуди новата технологија, нели како што тоа и денес се правило и тогаш, и го дошле до својот апарат кинематограф. Значи во тој период постојат различни мислења, значи толкувања околу тоа дали браќата Лимиер ја заслужуваат таа почест да добиваат како први кинематографери, бидејќи 4 години пред нив во Њујорк во 1891 година вклучениот истражувач Томас Алва Едисон, кој своевремено му бил работодавец научен по вклучениот Никола Тесла, го патентирал изумот наречен кинетоскоп. Со тој негов изум кинетоскоп можело да се гледа проекција на живи слики, но само еден човек можел да присуствува на проекцијата, некој вид на пип-шоу. Значи циркал низ мало дупче и гледал како се движат слики. Оттаму некои истражувачи го сметаат Томас Алва Едисон за првиот, сепак браќата Лимиер се тие кои што направиле прва проекција пред поголем број на публика. Како стигнале до нивниот кинематограф? Во тој период постоеле и други изуми низ Европа кои се обидувале да ја патентираат оваа направа наречена камера, која не се викаме и проектор истовремено. Така браќата Складановски го патентирале нивниот биоскоп, постоеле и други фантаскоп, паноптикон и разни други изуми во тоа време. Само во Франција имало над 100. Но сите тие имале проблем да ја фиксираат сликата при проекцијата, односно тоа што ќе го снимеле не можело да се проектира затоа што треперело на екранот и не се добивала никаква слика. Она што го направиле браќата Лимиер е тоа што јунака веќе сложениот механизам за проекција, кој е на еден вид на латерна магика, го додале кон него уште еден мал дел наречен грајфер, кој го позајмиле од текстилната индустрија. И со тоа успееле да фиксираат сликата на платното и да ја добиеме оваа проекција која знаеме и денес. Значи сликата да не се движи, да не трепери, да можеме континуирано да го следиме филмот. Тој свој патент го патентирале во Париз во 1895 година во февруари и веднаш еден месец потоа го снимиле својот прв филм. Снимател на филмот е Луи Лимиер, значи може да се каже дека тој е еден од двајцата браќа кој бил по-заинтересиран за новиот изум. Луи Лимиер го снимил филмот Излегување на работниците од фабриката во Лион, односно ги снимил работниците од својата собствена фабрика. Тој филм ќе имате можност да го видите за кратко. Филмот бил снимен на 19 март 1985 година, а само 3 дена подоцна во Лион се одржувала меѓународна конференција на
за унапредување на фотографијата како индустрија. Дошле луѓе од целиот свет да присуствуваат на таа конференција и Луј Лимиер го снимиле нивното пристигнување на конференцијата. Истовремено на самата конференција се одржала и проекција на овие два филма, значи им биле прикажани филмот Излегување на работниците од фабрика и пристигнувањето на делегатите на конференцијата. Меѓутоа, овој настан не се смета за почеток на официјален почеток на кинематографија. Во меѓувреме, во ноември месец истата 1895 година, браќата Лимиер одржале една затворена проекција во Сорбона во Париз пред најучените луѓе на своето време, да им го представат, да речеме, новиот медиум. Но и оваа проекција не се смета за раѓање на новата уметност на филмот, туку она што претпоставам повеќето од вас го знаат, тоа е проекцијата што се одржала во Гран Кафе, значи во индискиот салон во Гран Кафе на булевард Капусин во Париз во 1895 година на 28 декември, 3 дена пред тогашната нова година. На таа прва проекција присуствувале 33 луѓе кои платиле по 1 франк. За 2-3 недели од таа проекција браќата Лимиер го закупувале просторот за 30 франци дневно. За 2-3 недели проекциите предизвикале толкав интерес кај париската публика што се направила редица од 300 метри пред Гран Кафе. Проекциите почнувале во 10 наутро, завршувале во 1 часот навечер, а браќата Лимиер заработувале по 2500 франци дневно. Значи можете да представите како бил размерот и зошто се смета дека тогаш се родил феноменот филм. Значи се родила во исто време и уметноста, но се родила и индустријата филмска. Интересно е дека меѓу 33 срекници кои присуствувале на првата проекција бил и Жорж Мелиес, човекот кој е автор на филмот што ќе го видиме после браќата Лимиер, Патување на месечината, таткото на така наречениот уметнички филм. Сега можеме да почнеме со филмовите, да не должам, но јас ќе ви кажам по некој збор додека трае самата проекција. Благодарам. Уживајте во проекцијата. Ова е првиот снимен филм на браќата Лимиер, Излегувањето на работниците од бивната фабрика во Лион. Значи можете да ги видите гардеробата и навиките на епохата. Може да се предпостави дека ова се изречени сцени затоа што работниците излегуваат доста координирано, како што можете да забележите. Жените носат шапки, одерани се според последната мода во тоа време, што веројатно не било својствено за работничките што излегуваат во фабрика. Така што предпоставуваме дека се подготвиле за да излезат пред камерата на својот шеф. Инаку браќата Лимиер на првата проекција го пуштиле доаѓањето на возот во станицата Ла Сиота, кој за жал денес нема да го видиме. И тој филм предизвикал голема возбуда кај публиката затоа што првпат се соочиле со тој феномен, мислеле дека возот ќе излета платното директно во нив. Ова е една комична сцена, се нарекува Јавање. Но ова не е првиот комичен филм на браќата Лимиер, ќе го видите Полеаниот поливач нешто подоста. Ова е филмот Ловење на златната рибка. Претпоставуваме дека ова е ќерката на Аугуст Лимиер. Како што можете да забележите, мажите носат пустаки, што било обележено на таа епока на крајот на 19 и почетокот на 20 век.
Ова е филмот за кој зборува филмот, пристигнување на учесниците на меѓународната конференција за фотографија во Лион. Значи снимен на 22 март 1995 и е проектиран само 24 часа по снимање за учесниците на конференција. Можеме да забележиме дека многумина од нив заинтересирано гледаат во камерата, што докажува дека ова е документарна снимка пар екселанс, не е режирана. Многумина ги поздравуваат Луи Лимиер, ги го познаваат. Ова е сцена наречена Ковач. Веројатно повторно станува збор за изрежирана сцена. Бидејќи гледаме Ковачот е облечен несоодветно за неговата професија. А како можеме да забележиме, мустаките се неизгледен дел на неизгледен. На крајот на снимката Ковачот добива и некоја чаша со жестоко пие. Ова е филмот Полеаниот поливач или некој се среќава како градинарот. Ова всушност е првата филмска комедија во историјата на филмот. Филм осмислен и режиран од Лимиер, по кој ќе ги видиме конечните сцени што следуваат. Сепак ова е првиот наративен филм. Имат почеток, средина и крај. Ова е филмот кој се именува како Хранење на бебе, ставаме повторно дека тоа ќе кажа на ист Лимиер. Една комична сцена се нарекува скокање на кен или така некако, која се разбира изрежирана. Ова е сцена од Лион, една од малите улици на градот, град.
единиот филм на време премиера за вечерва, Морски бранови, кои ја осликуваат работата на Стефан Сума. Това беше все от проекта Венир, продължаваме с Обелиес и неговото пътуване на месечината. Odnosno ide prvo kabinetom na dr. Kaligari Sitnjeva.